не шетајте по златарите за да го гледате златото, туку едноставно прошетајте во парк, нели? Во таа метафора што е инспирирана од боите на есента, дефинитивно лежи една голема вистина. Нашата земја и Словенија, како едни од најмалите по распространување држави, имаме најголемо богатство на дрвенести растенија. Дендрофлората брои повеќе од 300 различни видови, што укажува дека автохтоната растителност овде, на овие простори, е одлично приспособена. Многу наши делувања ние практично ги променивме микроклиматските услови. Така, на одредени мали градски јадра веќе имаме услови што се разликуваат спротивно едни со други. Имено станува збор за еден процес кој што доаѓа од моментот на прилагодување пред се при намалување на конкуренцијата во однос на другите видови. На тој начин ние го забележуваме видливото обојување или бојосување на лисијата кај оние видови кои што во текот на есента, порано или подоцна, односно пред зимата во умерено континенталните подрачја ги отфрлаат лисијата. Но за да ги добиеме ние тие бои, за да ја добиеме таа правилна композиција, тој склад, треба да внимаваме уште на самиот старт на проектирање, значи на уредување на тој простор. Свесни сме за сите негови функции, почнувајќи од најактуелните: прочистување на воздухот, намалување на температурите, намалување на бучавата или како бариери кога ги користиме. Меѓутоа, никогаш не смееме да ја исклучиме и психолошката важност, психолошката функција на зеленилото, а тоа е дејството на зеленилото врз менталното здравје на современиот човек. Две години сув и топол декември, што значи дека потребата од ваков стратешки пристап во однос на растителноста и борбата со овие климатски нарушувања е неизбежна. Колку порано почнеме да го применуваме тоа, толку сме чекор понапред во однос на ублажување на овие непожелни појави.